Премиере, добро дојдовте во Брисел и фала за ова интервју за Мија од тука. Кажете ми прво како помина оваа прва и официјална работна посета во ЕУ и во НАТО? Прво ви благодарам на поканата за ова интервју да го направиме, кое што практично се случува по завршувањето на сите планирани состаноци во институциите на Европската Унија. Јас можам да кажам дека имавме успешни средби со сите кои што ги планиравме на почетокот на планирањето на овие состаноци во Брисел. Посетата започна прво со состанок и со пресконференција заедничка со генералниот секретар на НАТО, господинот Јенс Столтенберг, и потоа имавме состаноци со председателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, со председателот на Европскиот совет, господинот Шарл Мишел, со председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лејен, како и состанок со нашите сестрински партии во партијата на европските социјалисти, односно Socialists and Democrats, каде што исто така разговаравме на теми кои што се значајни за Република Северна Македонија. Она што е заедничко за сите овие средби е поддршката која што ја добивме како држава во однос на реформските напори кои што ги правиме на патот кон Европската Унија. Се потврди дека имаме за нас има позитивно мислење практично, кое што е искажано во 4 последователни позитивни извештаи на Европската комисија за Република Северна Македонија и разговаравме за начинот и брзината со која што би се одржала првата меѓувладина конференција за Република Северна Македонија со Европската Унија. Исто така разговаравме и за проектите кои што ги имаме со Европската Унија, особено во делот на инвестициите кои што се поддржани, кои што се однесуваат на трансформацијата на енергетскиот систем кон обновливи извори на енергија, во изградбата на интерконекторот за газ, кој што го поддржува исто така Европската Унија, се однесува на диверсификација на нашето снабдување со газ и одредено зголемување на енергетската независност во делот на патната инфраструктура и на значените коридори кои што ги имаме, како и во поддршката на сите реформи кои што ги правиме. Разговаравме и за зголемувањето на капацитетите, што е една од задачите на новиот вице-премиер за европски прашања и секторот за европски прашања. Тоа е во зголемување на капацитетот на нашите тимови кои што работат на усогласување на македонското законодавство и во забрзување на нивната работа со цел да бидеме што поподготвени при евентуалното отворање на преговорите со Европската Унија. Ќе го поделам интервјуто на два дела, ЕУ и НАТО Вашка. Сакам прво да зборувам за ЕУ, бидејќи тоа се и последните средби денеска и една од главните теми во јавноста во Северна Македонија. Прашањето кое што сите си го поставуваат е после толку многу разочарувања од страна на нашиот пат кон Европската Унија. Дали стравувате дека повторно во јуни можеме да се соочиме со уште едно разочарување и како тоа би влијаело врз атмосферата во државата и поддршката за Европската Унија? Прво, легитимно е вашето прашање, бидејќи ние како држава, како влада коалициона имаме унисон став дека наша стратешка цел е членство во Европската Унија. Исто така оваа влада имаше единствен став дека стратешка цел на Република Северна Македонија е членство во НАТО. Првата ја остваривме и тоа преку носење на тешки одлуки за државата кои што на крајот на денот се покажа дека се правилни со оглед на тоа дека ние станавме членка на НАТО и сме дел од најголемата одбранбена алијанса во светот. Во однос на Европската Унија, таа цел се уште не е остварена и таа се должи на тоа што ние имаме предизвик и отворено билатерално плашање со Република Бугарија, кое што треба да се реши што побрзо. Јас велам дека ни треба брзина во решавањето, меѓутоа велам дека не треба да се избрзува со решението, бидејќи решението кое што ќе се постигне треба да биде основа која што ќе биде прифатена од двете страни и која што ќе представува основа за градење на добрососедски односи, меѓутоа и основа за брз напредок на Република Северна Македонија кон
целосна интеграција и полноправно членство во Европската унија. Дали ако добро ве разбирам, сакате да го најдете балансот помеѓу брзо и квалитетно решение, дека не би прифатиле решение по секоја цена? Она што го направивме на почетокот на мандатот на оваа влада и практично на почеток на мандатот на бугарската влада, бидејќи само неколку недели практично беше временската дистанца на формирањето на новата влада во Бугарија и на новата влада во нашата држава, беше што премиерот на Бугарија практично беше ја посети нашата држава, тоа беше негова прва официјална посета на друга држава и тоа беше на вториот ден од мандатот. Ние таму имавме искрен разговор на таа средба, каде што се согласивме дека во подолг период во минатото дискусијата помеѓу двете држави беше водена од страна на пропагандисти кои што креира атмосфера на недоверба помеѓу двете општества. За таа цел беше договорена меѓу заедничка владина средба во Софија, која што се одржа веднаш наредната недела и на која што формиравме работни групи во областа на економијата, во областа на инфраструктурата, образованието и културата, европските интеграции, секако таму беше и историската комисија, кои што работни групи треба да работат на теми кои што можат да имаат видливи бенефити за граѓаните, за компаниите, за образовните институции, за културните институции во двете држави. Бидејќи не можете да изградите заеднички став по тоа е нашето мислење, дека не можете за одредено прашање да изградите став со друга страна со која што не комуницирате, со која што не комуницираат релевантните фактори во општеството и низ која комуникација граѓаните не можат да видат дека работите се движат во позитивна насока. За таа цел, Комисијата за економија веќе ги одржа првите состаноци, кои што се случија во Скопје на почетокот на оваа недела. На секои 7 дена ќе работат различните комисии. Веќе се потпишани меморандуми за соработка во областа на инфраструктурата, во областа на земјоделието. Веќе имавме и прва конференција помеѓу научни институции, која што се случи минатиот викенд, и такви активности ќе следуваат со цел и преку медиумите да се пратат на вистински информации кои што се однесуваат на односите помеѓу две соседни држави и и да може и самата заедница, бидејќи на пример во Комисијата за економија учествуваа во работата и стопанските комори, представниците на бизнис заедницата, кои што ова може да го искористат како начин да ја зголемат соработката помеѓу себе. Паралелно, нормално се одвива и процесот на разговори за политичките прашања, кои што се отворени. Тоа се води на ниво на Министерство за надворешни работи. Мене неколку пати ми поставуваа прашања што е договорено. Таму се работи на работни документи, кои што работни документи не е добро да се споделуваат со јавноста со оглед на тоа дека тоа не се официјални документи прифатени од двете страни. Меѓутоа, во момент кога ќе имаме решение кое што е на ниво на експерти, прифатливо, тоа сигурно дека ќе биде презентирано како на јавноста, така и низ институциите кои што се задолжени за одобрување и прифаќање на такви документи согласно со законите и со уредувањето на двете држави. Ама во меѓувреме слушаме сепак изјави од експерти од историската комисија од типот на додека Северна Македонија не прифати заедничка историја, ние не можеме да преговараме. Како треба Северна Македонија да се справи со таков тип на изјави од експерти, од историчари, кои се клучни? Значи, историската комисија е составена од професори по историја. И тие работат согласно со своја методологија, работат согласно со правила кои што ги имаат самите воспоставено, како експерти по историја, професори по историја, и таа комисија практично се копредседава од двајца професори, едниот од нашата држава и другиот од Република Бугарија. Интенцијата на таа комисија е да излезат со заеднички став за отворените прашања. И сметам дека не е корисно доколку едниот или другиот дел од комисијата излегува со неусогласени ставови, бидејќи тоа креира атмосфера во која што другата страна треба да одговара на прашања кои што се поставени или на тези кои што се поставени од страната која што дала одредена изјава. За таа цел и кога работеа другите работни групи,
Историската комисија, председателите, двајцата ко-председатели, кажаа дека тие ќе го забрзаат незината работа, со цел да дојдат до решенија кои што заеднички ќе можат да ги споделат со институциите во двете држави, кои што решенија ќе представуваат основа за понатамошен развој на односите помеѓу државите. Значи, ако добро разбирам, важно е фактички да имаме една рамка, еден патоказ, кој што ќе овозможи до, да речеме, јуни, ако не сакате датум обично, ама да речеме до јуни, евентуално да се отвори таа меѓувладна. Значи, важно е рамката, така, патоказот да е тука и да има согласност од двете страни за тој патоказ без детали. Тоа е и ставот во европските институции, каков филинг добивте денес од Модерваја, Мишел, што очекуваат од вас за да го дадат тоа, кој очекува на зелената? Прво тие очекуваат разбирање помеѓу двете страни. Рамката за која што ја поставивте како прашање, нормално дека во текот на процесот треба да излезе одредена рамка, која што рамка јас не ја гледам како, ајде да кажеме, некако формален документ на хартија, што на крајот на денот веројатно и ќе биде ставено, меѓутоа рамката треба да представува адресирање на отворените прашања кои што постојат меѓу двете страни. Она што исто така го разговаравме тука е дека решението на прашањата треба да биде во духот на европските вредности, на взаемно почитување помеѓу двете држави и на задржување на достоинството на граѓаните и во едната и во другата држава. Кога ќе имаме такво решение, тогаш можеме да кажеме дека е нешто што може да се сподели. Јас не би се вржувал со датуми, затоа зашто ја кажав, на нас ни треба брзо решение, со оглед на тоа дека сме заслужиле отворање на преговорите со Европската Унија, но секако не ни треба избрзано решение, бидејќи решението кое што ќе се постигне треба да представува основа за иднината пред нас, како за добрососедските односи, така и за водење на преговорите и полноправно членство во Европската Унија. Опаѓа ли поддршката на македонците од сите етнички заедници за Европската Унија? Кои се вашите инсайдерски информации? Од оговлекување на било кој процес, кога имате одредена цел, и тоа исто така го разговаравме денес со представниците на институциите во Европската Унија, секогаш ја намалува посветеноста на општеството како целина. Меѓутоа, сметам дека во нашиот случај, прво, процесот трае премногу долго, што секако дека може да роди одреден тип на скептицизам кај одредени групи на граѓани. Меѓутоа, исто така може да побуди и интерес кај одредени трети страни, кои што не се заинтересирани овој регион да биде целосно интегриран во Европската Унија. И затоа велам дека сите заедно треба да работиме на овој процес, како ние во Република Северна Македонија, преку нашата вклученост во разговорите со Бугарија, на исти начин и Бугарија преку вклученоста во разговорите со нас, нашите институции на спроведувањето на реформите и секако Европската комисија и другите институции преку нивната улога за забрзување на овој процес, односно за фасилитирање на процесов да биде воден во најдобар правец. Добре, впечаток од нив дека сакаат да го турнат на вистина значителен поттик да дават тука, или е така да кажем поумерен тип на... Јас на вистина добив многу позитивни сигнали во однос на овој процес и посветеност на институциите да се отпочне со преговори со Европската Унија за Република Северна Македонија. Секако дека тие имаат своји принципи врз основа на кои што работат. Меѓутоа, јас сум уверен дека овде постои високо ниво на посветеност Република Северна Македонија да ги отпочне преговорите и при тоа да ја добиеме целата поддршка која што е потребна од страна на Европската Унија во спроведувањето на реформите кај нас, кои што реформи не се потребни само за отпочнување на преговорите, туку се потребни и за зголемување на квалитетот на животот кај нас, за зголемување на нивото, подобрување на нивото на услуги кои што граѓаните ги добиваат и за подобрување на сите општествени сфери на живење во државата. Прават ли притисок? Европска Унија прави ли притисок врз Бугарија на било како? Јас не можам да дадам коментар во однос на тоа, бидејќи сепак јас ја представувам Република Северна Македонија тука.
Мислам дека не би требале да зборуваме за притисок, бидејќи навистина јас и премиерот на Република Бугарија имаме на комуникација која што е позитивна, која што се базира на меѓусебна доверба, меѓутоа и на меѓусебна почит, и состаноците кои што јас ги имам со председателите на институциите во Европската унија, и тој има исти такви состаноци, на кои што практично ние споделуваме она што го прават нашите работни групи и кои што се движи во позитивна насока во однос на соработката и во однос на враќањето на довербата помеѓу двете држави. Пред да преминем на НАТО, последно прашање за ЕУ, дали би можела да замислите некаков алтернативен тип на интеграција во Европската унија, која што би ни овозможила да ги заобиколиме тие разноразни вето, моменти, блокади и така натаму, некаков план Б на интеграција, дали преку регионални иницијативи, дали во таа Европска економска зона. Се размислува ли на било каков начин во вашата влада за план Б? Ние сме влада која што има и во владината програма запишано, меѓутоа и низ разговорите на сите коалициони партнери без исклучок, дека стратегиска цел на Република Северна Македонија е полноправно членство во Европската унија. И тоа е планот до кој што ние се држиме, и тоа е планот кој што нашите граѓани го очекуваат од нас. Во однос на регионални соработки, нормално дека регионалните соработки се секогаш добре дојдени, меѓутоа тие во ниеден случај не значат замена на основната цел и алтернатива на основната цел, а тоа е полноправно членство во Европската унија. Ние сме дел од иницијативата Западен Балкан, Берлинскиот процес, и исто така од иницијативата Open Balkan. Open Balkan е иницијатива која што е помеѓу Србија и Албанија и Северна Македонија, која што е отворена за сите земји од Западен Балкан. Таа во ниту еден случај не представува алтернатива на членството во Европската унија, меѓутоа таа се базира на истите принципи за слободно движење на луѓе, капитал, стока и услуги помеѓу трите држави. Таму веќе има видливи резултати кои што можат да ги почувствуваат сите компании кои што соработуваат меѓу трите држави. Веќе се потпишани договори за намалување на нетарифните бариери помеѓу државите за транспорт на производи, потоа укинување на одредени ограничувања од аспект на фитосанитарни дозволи меѓу државите и олеснување на трансферот на работна сила помеѓу државите со олеснување на режимите за дозволи и така натаму. Тоа се бенефити кои што се видливи за сите граѓани и за деловните комори, за компаниите кои што соработуваат. Се намалува времето за транспорт, се зголемува трговската размена. Впрочем, тоа се истите принципи кога зборуваме за зголемување на соработка во еден регион, дали е тој помал или поширок. Но повторувам уште еднаш, тоа не е никаква алтернатива за нашето членство во Европската унија, и тоа е наша стратешка цел, и тоа е планот на кој што работи оваа влада. Морам да ве прашам за НАТО и за поготово за кризата во Украина. Вашата министерка за одбрана имаше на самиот почеток на нејзиниот мандат доста контроверзна изјава околу испраќањето на војници во случај на агресија врз Украина. Дали ја поддржувате ова ревностна позиција на вашата министерка, или мислите, бидејќи реакциите беа доста негативни кон оваа изјава, дали не мислите дека Северна Македонија треба да биде малку поумерено? Значи, голем број на представници на институции даваат изјави во текот на нивното работење, така да тие изјави често пати се интерпретираат на еден или на друг начин. Она што денес го разговаравме со генералниот секретар на НАТО, односно вчера го разговаравме со генералниот секретар на НАТО, господинот Јенс Столтенберг, и кое што го практично представивме и на пресконференцијата, е дека Република Северна Македонија останува посветена на НАТО. Ние сме дел од НАТО. Практично ние учествуваме во носењето на одлуките на НАТО и се придржуваме нормално на тие одлуки, бидејќи сме дел од тие одлуки. НАТО е најголемиот одбранбен сојуз
кој што се грижи за безбедноста на своите земји членки. Исто така, таму ја реафирмиравме нашата позиција дека треба да дојде до деескалација на тензиите во регионот на Украина и дека Русија треба да се вклучи во диалогот НАТО-Русија, кој што ќе се води на повеќе различни теми. Ние исто така го почитуваме територијалниот интегритет и суверенитет на секоја држава, вклучително во овој случај и на Украина, и се придржуваме до одредбите од Обединетите нации кои што се однесуваат на оваа тема. Во рамки на нашето Министерство за одбрана постои нормално дневна комуникација со нивните колеги од НАТО. Нашата мисија во НАТО е дел од секојдневното работење и односењето на сите одлуки, а исто така нашето Министерство за надворешни работи има изработено оперативен план, кој што оперативен план се координира со земјите членки на Европската Унија, а кој што се однесува во одреден случај, доколку е потребно згрижување на наши граѓани кои што се наоѓаат на територијата на Украина, да тоа биде направено на соодветен начин преку оперативниот план на Министерството за надворешни работи. Бидејќи се гледа, например, Словенија рече дека не би испраќала трупи, дека не би навлегувала во тоа во регионот, не е Балканот исто како и да речеме Западна Европа, имаме ние можеби друг вид на односи со Русија. Колку ви е важно да одржите умерени, балансирани и добри односи со Русија, колку и да не е секако нашата стратешка цел е Западот, но дали ви е важно да одржите добри односи со Русија? Нашите односи со Русија се може да ги гледаме на два начина. Прво, Русија е наш трговски партнер, со кој што трговски партнер имаме размена во одредени производи и услуги. Меѓутоа, другиот аспект е тоа што ние сме земја членка на НАТО. Ние комплетно ги почитуваме одредбите од Вашингтонскиот договор и како земја членка на НАТО ние сме дел од најголемиот, повторувам, одбранбен воен сојуз во светот. И сите наши одлуки практично ќе бидат во согласност со одлуките кои што се носат на ниво на НАТО и земјите членки на НАТО. И дури кога ги гледам од изјавите на другите членки на НАТО, тие се во согласност со одредбите на Вашингтонскиот договор и на нивното учество во односењето на одлуките во НАТО. Дали сметате дека Украина треба да стане членка на НАТО? Секоја држава во светот има право, свое собствено право, согласно со своето уредување и согласно со своите со одлуките кои што ги носи на ниво на институциите задолжени, да одлучува за своето приклучување кон одредени сојузи или на начинот на кој што ќе ја планира безбедноста на својата држава. Така да тоа што Украина го има како свој став и како свој план, сепак јас не би сакал да го коментирам од аспект на Република Северна Македонија, бидејќи се работи за став на суверена држава. Утре, ако бидејќи ние имаме право на вето, нели, како сега полноправна членка на НАТО, доколку утре Украина поднесе кандидатура, дали како ние како Северна Македонија? Поднесувањето на кандидатура за било која држава, тоа е процес кој што ние сме го поминале тој процес, знаеме како се носат одлуките и доколку се случи таква можност, тогаш и ставовите на нашата влада во согласност со принципите на Вашингтонскиот договор, тогаш ќе можеме да ги кажеме, меѓутоа од оваа перспектива би било неблагодарно да дадам било каков коментар. И последно прашање, како од стрелбата со Столтенберг, што ви кажа Столтенберг во однос на Русија? Дали се чувствува некакво подобрување, дали се оди кон диалог, дали почнуваат или се заоструваат односите од двете страни? Како ваше? Генералниот секретар практично ги сподели сите информации кои што ги имаше и кои што беа прилично нови информации од дента на заедничката пресконференција која што имавме. НАТО останува на својот став дека треба да се отвори диалог помеѓу земјите, помеѓу НАТО како одбранбен воен сојуз и Русија.
на теми кои што се поврзани со на различни теми од спектарот на односи кои што може да бидат помеѓу Русија и НАТО. Тоа е се уште важечкиот став на НАТО, кој што и денес е таков и во однос на тој дел нема поместување. Благодарам. Да, ви благодарам.